Почитувани, пропаѓањето на Евростандард банката е огромен скандал и неуспех за македонската влада. За кус период се покачи цената на струјата, немилосрдно се троши еврообврзницата од 700 милиони евра на непродуктивни трошења, ниту една буџетска дупка не се затвори, а денес под директен ризик со пропаста на банката се 55.000 граѓани кои примаат пензии и социјална помош преку Евростандард банка. Сега државата треба да санира дупка од 70 милиони евра. Според одредени информации, непокриени, односно пари кои нема да бидат обештетени, остануваат 20 милиони евра. Повторувам, 20 милиони евра ќе останат необештетени. Значи, имаме втор октопод, втор тат, а на површина излегува и втор министер во тренерки, како од 90-тите години. Освен тоа, индиректните последици се уште поголеми. Се нанесува огромна штета и на Македонска пошта, која работи преку системот и услугите на Евростандард банка, која сега се затвора. Прво, следува нов бран на отпуштања. 170 вработени од Евростандард банка остануваат без работа. Под ризик се и неколку стотина вработени во Македонска пошта што работеа на платниот промет. Второ, освен Евростандард банка, сега и Македонска пошта ќе се соочи со ликвидносни проблеми затоа што ќе немаат редовни приливи. Трето, под ризик за стечај се и најголемите клиенти на Евростандард банка, чии депозити сега се замрзнати, а прашање е и дали ќе бидат наплатени. Четврто, со пропаѓањето на Евростандард банката ќе се продава и недвижниот имот стекнат од аферата ФИКОМ, каде пак се оштетени десетици други семејства, чии пари се проневерени во аферата. Прашања кои се поставуваат се: дали овде има и политика? Кој знаел од владата и дали се превземени навремени мерки? Дали се свесни дека ова е исклучително лоша порака и за други потенцијални инвеститори? На влада, која се случи пропаѓање на банка, е доказ за неспособност и ставање на државата на црната листа на банкарско и финансиско портфолио. Директните и индиректните последици од вториот тат значат 20 милиони евра кои ќе останат необештетени, нов бран на отпуштање од работа и стечаи на фирми и клиенти поврзани со банката. Ви благодарам.